Препорака сите луѓе да се помагаат, да се почитуваат. Внимание, зборуваат граѓаните. Дали знаете како се викаше папата кој што почина на Великден? Правото име? Да. Правото име не знам како Добро, се викаше, знам дека е од Буенос Ајрес. Можам да ви помогнам, значи Франсис, Хорхе или Јован? Хорхе. Стварно правото име не го знам, папата. Едноставно ширал позитивна енергија, зближување, комуникација. Ја бев воодушевена од она што го чув за човекот. Да, може да ви помогнам со името. Значи имаме три Ајде. опции: Франсис, Хорхе или Јован. Ја мислам дека е Францис. Така е. Да. Дали во чест на папата за секојаш треба да се спојат календарите и низ ден да се слават Великден сите христијани, католици, православни? Па не знам, се едно, реално. Да? Се едно ми, да. Да. Дали Не. католички, дали православен, на кој датум ќе биде, кој кога сега се слави. Видете, според мене Бог е еден, меѓутоа треба да се согласат сите заедници. Убаво беше оваа година што се поклопи се заедно и сите заедно го славевме. И католици и ние со членови на семејства кои што се и од католичка и од православната. Мене ми се допадна и би требало. Да, ја мислам дека треба да се спои сите исто да славиме во еден ден. Да, мислам дека да. Искрено да ви кажа. Дури и Божич, мислам дека стварно една хармонија треба да се направи, заеднички да ни идат празниците. Поделбата е многу голема помеѓу католици и православни. Може да е добра идеја, но мислам дека многу тешко би се направило ако некој навистина проба да го направи. Која порака од папата ти има оставено најсилен впечат? Не знам ни една порака од тоа. Не знаеш ни не една сум порака? видел, да. Едноставноста и неселективноста. Значи тој е единствен која посети Македонија и тоа ми остави навистина длабок впечат. Не сум и слушал многу пораките, но ми се имаат појавувано на TikTok дека сака да ги спои луѓето, нека да ги подели и дека треба да се почитуваме без разлика на како и што веруваме. Најсилен впечаток Од тоа што го прогласувањето на мајка Тереза за светица. Посетата на Македонија, честа што никогаш не дошол ни еден папа во Македонија. Многу не го следев, али мислам вака како човек, како појава, супер. Порака сите луѓе да се помагаат, да се почитуваат, не е тоа лично кажано, али со действијата, со она што сакал зближување да направи Така. меѓу црквите и луѓето и помагањето. Зошто само мажи бираат за папа? Дали ќе дочекаме можеби жена да стане религиозен Може и лидер? жена, зашто да не? Да, мислите Може. дека ќе дочекаме? Имаме доста амбициозни жени, зашто да не биде жена? Се, маш, нека биде жена еднаш да видиме. Тешко. Тешко? Да, зошто е тоа така? Од секој пат, не знам. Веројатно се плашат од жените. Не би знал да одговорам, има, не знам, папата Јована, има една книга, имам читано каде дека папа што било женско, па избришано од историјата, ама дали стварно постоела папа жена, не знам. Може да се случи, сега се менјава, се може да се смени, ама најверојатно нема во следниве неколку години да се случи. Најверојатно пак изберат машка папа. Зошто е така? Стварно не би можела да Так. кажам. И мислам дека во скоро време нема да се случи таква нешто жена. Нема да имаме... Да, исклучиво мажи се. Па хиерархијата во католичката црква е таква. Треба да се направат веројатно Некакви измени и промени. во тој поглед. А мислите Да. дека некогаш ќе дочекаме да се случи тоа? Во скоро време не, меѓутоа зошто да не? Крајот на краиштата сите сме луѓе. Така е. Внимание, зборуваат граѓаните.